Неполни 2 недели по изборот на нова влада и именување на поранешниот градоначалник на Штип Благој Бочварски за министер за транспорт и врски, проектот забрана на утиња ја доби последната конечна дозвола за градба од страна на владата. Сите постапки пред распишување на тендерската постапка за избор на најповолен изведувач за изградба на браната Отиња се завршени од страна на Министерството за транспорт и врски и побаравме усвојување на таа информација, со што владата ја усвои информацијата и веќе од денеска ние ги правиме последните припреми за распишување на набавка за избор на најповолен изведувач. Владата вчера даде зелено светло, а кога ќе се избере изведувач, ќе даде и пари за брана на Отиња. Владата се образува дека во наредните години ќе ја финансира браната со повеќе годишна набавка, со што ќе обезбедува средства до конечна реализација на овој објект. Вообичаено, меѓународните тендери траат околу 2 месеци, а планот за изградба предвидува браната да се изгради во наредните 3 години. Сепак, ако временските услови го дозволуваат тоа, истата може да биде готова и за околу 30 месеци. Вкупната финансиска рамка за изградба на браната е проектирана на околу 7,5 милиони евра. Мислам дека со оваа работа, со оваа информација и со последните чекори испишуваме историја за Штип. Многу ми е драго што се вградив целосно во овој објект и како градоначалник и сега од позицијата министер, бидејќи овој проект е во програмата на ова министерство и продолжуваме со сериозна реализација и изградба на овој многу значаен објект. Браната ќе акумулира 3 милиони метри кубни вода, со можност за наводнување на 200 хектари земјоделско земјиште. Најдлабокиот дел кај круната на браната ќе биде околу 34 метри. Предвидена е и изградба на мала хидроцентрала.